Почитувани граѓани, почитувани новинари. Уште еден податок покажува дека по години стагнација и уназадување, економијата е стабилизирана, се развива и расте. FDI Intelligence, сервисот на Financial Times, објави дека во периодот од јуни 2018 до мај 2019 година во Република Северна Македонија регистрирани се 184,4 милиони долари странски гринфилд инвестиции. Тоа е раст од 200% споредено со минатата 2017 година. Ова е одличен податок, особено имајќи во предвид дека гринфилд инвестициите представуваат инвестиции во бизнисот без претходна инфраструктура, деловен простор или вработени. За 2 години вработени се околу 50.000 граѓани, од кои 48.000 во реалниот сектор. Тоа значи дека политиките спроведени од оваа влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и премиерот Зоран Заев даваат резултати. Со вистински економски политики создаваме реална економија со долгорочна стабилност, ориентирана и кон приватниот сектор. Освен растот на гринфилд инвестициите и вработувањето, имаме раст и во извозот. Според последните податоци на Државниот завод за статистика, во првите 5 месеци во 2019 година извозот е зголемен за близу 15%, во споредба со истиот период од минатата 2018 година. Истовремено, денеска, Европската комисија во годишната анализа за економските реформски програми констатира дека економскиот раст во Република Северна Македонија повторно зема залет и дека изгледите се доста позитивни. Ова се само дел од последните податоци што ја докажуваат успешноста на економските политики од владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Довербата во економијата е вратена. Се реализираат нови инвестиции, расте индустријското производство и, што е најважно, невработеноста опаѓа. Почитувани граѓани, зборот важи. Како одговорна партија дадовме збор, се посветивме на развој на земјава, нови работни места, повеќе пари и подобар животен стандард за сите граѓани во Република Северна Македонија. Ви благодарам.